На Смилевскиот конгрес, одржан од 2 до 7 мај 1903 година, била донесена одлука да започне востание за ослободување на Македонија на 2 август 1903 година на верскиот празник Свети Илија. На полноќ, меѓу 2 и 3 август 1903 година, се слушнал првиот востанички истрел и силно ура, а на 3 август попладнето завршиле борбите за ослободување на Крушево. Наредниот ден било свикано собранието на градот и била прогласена републиката, прва Македонска република на Балканот, чиј председател бил Никола Карев, и била избрана привремена влада, составена од 6 члена, секој надлежен за соодветна област. Првата Македонска република траела многу кратко, само 10 дена, и на 12 август 1903 година била крваво задушена. После Илинденското востание, Крушево не било изземено од ниеден напор за ослободување на Македонија. По завршувањето на Втората светска војна се појавува слободно Крушево, кое од тогаш наваму се развивало во секој поглед, културен, економски и така натака. Зборуваме за културниот развој на Крушево. Треба да се потенцира дека еден дел од него се темели токму врз неговото историско минато, а тоа се потврдува со многобројните објекти кои Крушево го прават град музеј, а датираат од тој период. Еден од нив е музеот на Илинденското востание и Крушевската република, сместен во Староградска куќа од 19 век, градена во староградска архитектура карактеристична за Крушево. Во истата куќа е прогласена Крушевската република во 1903 година и во неа хронолошки се изложени највредните документи од настанокот и развојот на градот, Илинденското востание и од современиот развој. Мечкин камен е символ на јунаштво и саможртва во одбраната на Крушевската република на 12 август 1903 година. Тоа е место каде за одбрана на републиката загинал славниот војвода Питугули со неговата чета. Место кое се наоѓа на 1420 метри надморска височина, оддалечено 5 километри од градот. Слива е споменик подигнат во чест на надчовечката храброст и саможртвата на востаниците, каде се одиграла херојска битка за одбрана на републиката, каде загинал војводата Ѓорги Стојанов со неговата чета. Споменикот Илинден, откриен на 2 август 1974 година, е символ на непокорот, борбата и вечниот стремеж на македонскиот народ за национална слобода.
Споменичниот комплекс зафаќа површина од 16 хектари. Започнува со раскинатите пранги, продолжува преку криптата и колоритно мозаичната керамопластика на сцената и завршува со куполата, која се најдува на 1320 метри надморска височина. Надворешно куполата има изглед на Боздоган. Го представува Боздоганот на крале Марко, а внатрешноста импресионира со своите релјефи, витражите, со вечниот пламен и звуците на ораториумот Сонце на прастарата земја. Исто така, во внатрешноста на куполата се наоѓа и гробот на председателот на Крушевската република Никола Карев, кој бил убиен во 1905 година на 28 годишна возраст.